Општините членки на североисточниот плански регион продолжуваат со напорите за зајакнување на капацитетите за меѓусебна соработка. Како и досега, акцентот пред се е ставен на создавање на неопходните услови за развој на туризмот, особено на руралниот, кој е посебно интересен за гостите од странство. Сепак не се исклучени ниту проекти кои на македонскиот североисток ќе му донесат поредовна посета и позабележителен финансиски прилив. Ова од своја страна нужно бара подобрување на општата инвестициска клима и на инфраструктурата во овој дел од земјата. Како што информираше градоначалникот Арсенчо Алексовски, деновиве Советот на североисточниот плански регион одржал состанок на кој биле поделени средствата кои на општините им следуваат од Бирото за рамномерен развој, а Крива Паланка има интересни идеи за кои ќе ги намени истите. Значи на 5.12. Североисточниот плански регион имаше состанок Советот на североисточниот плански регион, во кој учествуваме сите градоначалници на 6 општини од североисточниот плански регион, односно Куманово, Крива Паланка, Ранковце, Кратово, Липково и Старо Нагоричино. Помеѓу другото беше и како една од точките на дневен ред беше доделување на средствата преку Бирото за регионален развој на општините на рамномерен регионален развој на општините од североисточниот плански регион, со оглед на тоа да овие средства не беа во кој знае која големина или вредност, така да се пристапи кон распоред на средствата. Секоја општина си ги намени своите средства за онаму за каде што им треба. Со оглед, повторно ќе кажам, со оглед на тоа дека се работи за помали средства, сите беа наменети за изработка на проекти. И тука доаѓа интересниот дел од приказната. Идеја имало од многу одамна, но конечно ќе дојде и до фактичко поместување на работите од мртва точка. Зборуваме за изградба на ски центар на Криопаланечкиот дел од Осоговските планини. Општината се реши на првиот, символичен, но неопходен и нималку ефтин чекор. Но од некаде мора да се почне. Планот изработка на физибилити студија и проект кои како издржана идеја потоа би му биле представени на инвеститор, пошто повеќе децениската желба би станала реалност. Ние како Крива Паланка, еве, сакам да ги информирам и граѓаните дека ќе аплицираме по овој повик со проектот за изградба на скијачки терени на Калин Камен и Тораница. Значи, ќе направиме проект и физибилити студија за изработка на зимско-рекреативен центар на Калин Камен. До сега, еве, сите криопаланчани и јас како граѓанин сме зборувале за оваа тема, дека имаме прекрасни терени, дека имаме убави места за развој на туризмот и сето тоа, но сепак тоа било само во едно размислување или во едно нешто да направи. Мислам дека ова е првиот чекор напред што го правам. На мој предлог е, значи, дадено да преку североисточниот плански регион се направи студија за скијачки терени, односно за зимско-рекреативен центар Калин Камен и подоста да се направи проект за да почнеме од мртва точка. Ние се уште не сме тргнале од мртвата точка за овој дел. Ние сме само имале желба, ние сме само сакале да имаме нешто, но ништо конкретно. Ова е првата работа и мислам дека еве во наредниот период ќе биде распишана јавна набавка за изработка на таа студија и полека тука ќе бидат предвидени, значи траси за скијачки терени, ќе бидат предвидени хотели, ќе бидат предвидени викенд зона и слично, така да овој дел да го направиме во функција на туризмот. Инаку во оваа насока, со цел размена на искуства за развој на туризмот и можностите за заеднички проекти, кои би се финансирале од предпристапните фондови од Европската Унија, првиот човек на Крива Паланка на почетокот на годината беше во посета на збратимениот бугарски град Банско, каде што неговиот колега Александар Краваров му ги пренел искуството од функционирањето на тамошниот веќе светски познат ски центар. При средбата било договорено главниот архитект на подемот на Банско со свој стручен тим да престојува во нашата општина и да ги даде насоките за идејно решение за ски центар на падините на Осоговието. Секако, тука во предвид ќе бидат земени и спецификите, атракциите и ресурсите со кои што располага Крива Паланка. Покрај ова, Алексовски се осврна и на друга идеја, или поточно начин за справување со еден горлив проблем на општината, за кој сега, во соработка со колегите од Североисточниот плански регион, се на пат да изнајдат ефикасно решение. Исто така на овој состанок се разговараше и во врска со регионалната депонија. Ние, јас неколку пати напоменував дека како Североисточен плански регион сме во фаза на изработка на проект за регионална депонија,
која депонија ќе биде на базата на палилница, со која сметот ќе се носи во Куманово. Тука сите овие општини од шесте општини ќе го носат сметот. Во почетокот ќе се врши, значи, примарно распоредување на оној корисниот дел, односно металите, пластиката ќе се селектираат, оној другиот дел ќе се пали и ќе се произведува електрична енергија. И со таа електрична енергија ќе се плаќа дел од трошоците. Екипа од Североисточниот плански регион, градоначалниците беа во посета да ја видат оваа палионица каква е во Чешка. Јас тогаш не можев да отидам и според тие искуства ќе се применува ова искуство, затоа што сметот има калорија на ниско квалитетен кокс и од таа калорија, од таа енергија ќе се произведува електрична енергија, така да ќе се заокружи еден процес. Сакам да ги информирам граѓаните дека сепак ова не е едноставна и брза работа. Ние сме во фаза на изработка на проект. Ние сме во почетна фаза, но полека целата ова работа ќе оди напред и ние мислам дека за неколку години ќе санираме нашата депонија, така да ќе може да се ослободиме на некој начин од оној товар на тоа ѓубре што го имаме и да не правиме ново ѓубре, односно да се носи во Куманово. Како и во секоја работа, колку и да изгледа тешка и долготрајна, најважен е првиот чекор. Кога сме кај овие два проекта, работите веќе не се на мртва точка, па ако се оди според планираното, не е далеку денот кога градот, свиткан во прекрасните Осоговски планини, ослободен од смет, ќе пречекува туристи во ски центарот на своите падини.